Обвинителството продолжува со предистражната постапка и собира докази и за други лица што сметаме дека се одговорни за настаните на 27 април минатата година. Односно доказите, рековте дека имате цврсти докази за да докажете дека бил напад со умисла, а ги отфрливте сите политички конотации, може ли малку тој контекст на заповедниот збор? Видете, вие ќе бидете присутни во салата, кога ќе се изведуваат доказите и кога искази ќе даваат сведоците. Така да и самите ќе се убедите во тоа. А сега мислам, ако се осврнувам детално ова како што барате, ќе одзема многу време. Колку точно докази имате, какви се доказите и кажете ми колку сведоци имате предложени? Предложени се, ми се чини околу 36 сведоци, а има многу материјални докази, особено снимките од видеонадзорот внатре во собранието, снимки од мобилните телефони, снимки од телевизиските куќи, снимки од Стопанска банка каде што се гледа собирањето на групата водиони, нивното тргнување према собранието. Што со фотографијата со шемата, не успеавме убаво да ја видиме, беше исклучен телевизорот. Што отсликува, што покажува? Таа слика имаше за цел да го прикаже започнувањето на повикувањето на луѓето во Одион, а потоа и поврзаноста на обвинетите на некој начин. Која игра централната улога? Како мислите централната улога? Целата таа шема. Па секоја група си има своја централна фигура. Видителке, ова е... Зборови го спомнавте името на господинот Василевски како член на обостанувањето на поранешниот премиер Никола Зеленски, име и презиме. Да. Тој не е во лицата кои што се опатени со обвинени. Остани како еве Туран, колегата на тоа мислеше, остани се уште знак прашувам кој е нарачател на целата операција и од пресконференцијата кога беше помесен обвинително. Зошто ова лица се уште не и дали правителството знае кој е нарачател? Обвинителството не може да работи под предпоставки и со озборувања. Кој ќе имаме цврсти докази и за организаторите или нарачателите, вие кои што ги викате, тогаш и тие ќе бидат обвинети. До сега се обвинети само лицата за кои навистина имаме цврсти докази. Обвинителке, ова е предмет кој што го следи и домашната и меѓународната јавност, тоа го посочи и Кацарска. Дали вие како главен обвинител до сега сте биле под некаков притисок, сте добивале закани и што е со обезбедувањето, дали побаравте конкретно да имате заштита 24 часовна по овој предмет? Овака. Бидејќи и порано сте имале заштита, не е точно дека сум имала заштита. Имав само кога имаше судење за предметот детонатор и тоа само во деновите кога беше судењето. Закани немам, притисоци немам и обезбедување немам побарано. И немам намерата побарам.